Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Легислатива мина во представничкиот дом на Американскиот конгрес за авторизирање тарифи за производи од Кина. Кина веднаш жестоко реагираше. Погодувате, се врти околу вештачки слабата кинеска валута. Кина се закани дека обидот на американските законодавци да извршат притисок за ревалоризирање на нивната валута негативно ќе се одрази на меѓусебните билатерални врски. Реакцијата дојде по вчера усвоената легислатива во представничкиот дом со која се авторизираат тарифи за производи од земји кои вештачки ја држат својата валута на ниско ниво. Американските законодавци и бизнеси го обвинуваат Пекинг дека го држи јуанот на нереално ниско ниво, што им дава предност на кинеските производи на светските пазари. Тие тврдат дека манипулацијата на јуанот ги чини Соединетите Американски држави милиони загубени работни места во секторот на производство. А од другите вести, американскиот филмски актер Тони Куртис, кој играше во филмови што станаа класика, почина на 85 годишна возраст дома во државата Невада. Да ги споменеме тука само некои тоа го сакаат жешко со Мерлин Монро и Спартак. Страдал од слабо здравје последните години и бил хоспитализиран поради проблеми со дишењето. Куртис бил роден како Бернард Шварц во Бронкс, Њу Јорк. Откако служил во Втората светска војна во морнарицата, почнал актерска кариера со изведби во Њу Јорк. Подоцна се преселил во Холивуд и неколку години играл мали, споредни улоги пред да се вивне во звездите. Куртис бил номиниран за Оскар за улогата во филмот Непокорните од 1958, каде играл со Сидни Поатие. Шампионот од Тур де Франс Алберто Контадор од Шпанија е суспендиран од Велосипедската федерација откако е пронајдена забранета супстанца во примерок од неговата урина. Контадор лани освои трето место на престижната трка, а позитивниот тест се покажал во јули за време на трката. Контадор тврдел дека забранетата супстанца дошла веројатно од контаминирана храна. Дали на Контадор ќе му бидат одземени и титулите, засега не е јасно. Невработените работници во САД можат да добијат до 99 недели владина финансиска помош. Оние кои го искористиле својот дел, а таквите се многу, се борат да преживеат без апсолутно никаков приход. Прилогот што следи е за нив. Грег Розен ја загубил работата како продажен менаџер пред 3 години и се уште е невработен. Како во сон се сеќавам како беше да одиш на работа, да сработиш и да добиеш плата. На почетокот Розен купувал храна и се што му треба со пари од осигурувањето за невработени. Тоа е исплата од околу половина од платата што ја земал како вработен, додека бара друга работа. Но тоа поминува, а нова работа нема. Морал да ги намали трошоците, меѓу кои и за лекови, и за издржување на мајка си која е инвалид. Ново истражување вели дека рецесијата во САД завршила, но многумина остануваат невработени. Економистот Хајди Ширхолц вели невработените имаат малку шанси. Има буквално едно место за 5 мина невработени. Четворица од тие 5 луѓе немаат шанса да најдат нова работа, вели таа. Во општината Бакс во Пенсилванија ситуацијата е како секаде, тешка. Организации како CareerLink дојда овде да помогнат во обука на невработените. Елизабет Волш е директор. Значи, има отворено место, има лице што бара работа, наше е да ги ставиме под еден покрив. Но кога нема работа, нема ни со што да се поврзат невработените. Розен се надева дека Конгресот ќе преземе акција. Представникот од Пенсилванија во Конгресот, Скот Петри, вели дека владата едноставно нема доволно пари да го продолжи осигурувањето за невработените. Тој мисли дека најдобар начин да се помогне на невработените е да се дозволи на приватните граѓани да инвестираат во локални компании, што можат да креираат повеќе работни места. Но за тие да добијат доволно самодоверба да инвестираат, треба време. Време за кое Розен и другите ќе мора да се хранат и да плаќаат кирија.
Актерот Майкл Даглас стана меѓународен гласноговорник за рак на грло откако соопшти дека ја има болеста. Актерот вели дека лекарите му дале 80% шанси дека ќе го победи ракот. А ние во продолжение ќе ви донесеме повеќе детали за болеста и за најновите третмани. Майкл Даглас не зборуваше со новинари на премиерата на неговиот нов филм. Актерот беше нем додека позираше со други членови на филмската екипа. Добитникот на Оскар е на третман за рак на грло. Во светот се диагностицираат повеќе од половина милион случаи на рак на глава и врат секоја година. Повеќето се во земјите во развој. Најчести се рак на нос, уста, грло и ларингс или гласовната кутија. Майкл Бенингер од клиниката Кливленд ги опишува предупредувачките знаци за рак на грло. Секогаш загрижува необјаснива засипнатост, особено кај пушач, што трае подолго од 2 до 4 недели. Болно голтање што трае исто така треба да биде испитано. Студија на Националниот институт за рак следала речиси половина милион луѓе 5 години. Се покажало дека овие видови рак повеќе се појавуваат кај мажи и дека најголем ризичен фактор е голема употреба на алкохол и тутун. Майкл Даглас добива комбинација од хемотерапија и радиација, но третманот може да вклучи и операција. Последната техника инволвира роботска операција. Доктор Тод Хантли е поборник на оваа техника. Нема траума на околно ткиво и за многу тумори во оваа област и можно е целосно отстранување без трахеотомија, отвор на душникот и генерално без цевка за хранење. По роботска операција пациентите минуваат помалку време во болница, побрзо се опоравуваат и нема лузни и деформитети на лице. А има ли превентива? Лекарите велат само подалеку од алкохол и цигари. И утре остануваме на темата образование, но од поширок агол. Училиштата во САД под лупа. Гледајте на утре. Некои велат вистината е грда. Високото образование во САД е светски признаено, но образованието дотаму катастрофално. Така вели нов документарец. Гледајте во утрешен Newsflash. Ова беше Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. За најнови содржини појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.